54-годишните Тошо и Дајана Савеви од Штип безработни од април живеат и во мрак. На нив Евана за еден месец им фактурирала сметка од над 90.000 денари, доволна за да се покријат повеќе од 10.000 киловат часови, за кои австријците тврдат дека Савеви ги потрошиле. Имам белешки што сам плакал по 3.000 денара. Најголемата. 3.000 денара ми е белешка, најголемата. Толку може да сам потрошил. А 90.000, кој ќе потроши, не знам. Дека може да се потроши со мојата апаратура што ја имам дома, што ја користам, една перална, еден телевизор, два фрижидера, 7-8 сијалици, бољер немам, мало бољерче немам. Ако може се потроше, урете јас ќе си ја платам струја. Од последниот струен шок на Савеви им се стемнило пред очи, но слични шокови од Евана тие имале и порано. Дојдеа ми 4 белешки, 21.250 денара. Ојде да се расправа се там што се расправа, доле на шалтерот ми вика чекај корекцијата да ти ја дадеме. Дава ми ја корекцијата од 21.250 денара, 660 денара струја. Речиси една година Савеви се обидуваат на Евана да ја докажат дека толку струја ниту потрошиле, ниту можат да платат, но мракот од пред очи не им се тргнал. Од се сум разочарана, да ти кажам право, најразочарана можда од цела Македонија, најразочарана. Значи, самата атмосфера што ја гледаме напната тука, дека нема струја, телевизор го гледаш пред очи, не можеш. Значи, не можеш, рацете ти се врзани. Да си стаја ортамата и да се обесе, да не живее, затоа што не може да обстане. Без пари да се снаѓаш ти на оваа денешница у 21 век, без работа да бидеш, а да се снаѓаш да плаќаш сметки према државата, чист да бидеш. А они сакат да ти ги и тие пари да ти ги украдат што се снаѓаш. За сега од Евана на Савеви 3 пати им го менувале струјомерот, но која е причината за високите сметки не утврдиле. Од друга страна, додека не ја платат сметката, на нив не им приклучуваат струја. Сметките веќе се доставени и до Организацијата на потрошувачи и до Народниот правобранител, а работа во случајот, тврдат Савеви, ќе има и за судот.